На денешен ден, 9 септември. Илјада 499 година. Бродот со кој пловел морепловецот Васко де Гама се вратил во пристаништето во Лисабон од првото патување до Индија, по 2 години патување во обете насоки. 1737 година. Роден е Луиджи Галвани, италијански физичар. Како прв професор по анатомија на Универзитетот во Болоња, го открил галвановиот електрицитет. Според него се наречени еднонасочните електрични струи и голем број електрични процеси и постапки. Умре на 4 декември 1798 година. 1776 година. Воведен е и официјалниот назив Соединети Американски држави наместо Обединети колонии, кој дотогаш беше во употреба. 1850 година. Калифорнија е признаена како 31-та држава во Соединетите Американски држави. 1900 година. Во Англија е роден Џејмс Хилтон, англиски новелист. Негови најпознати дела се Ливади на месечината и Случајна жетва. Хилтон живеел и работел во Холивуд до средината на 1930-тите години, а во 1942 година освои Оскар за неговата работа на сценариото на Госпоѓа Минивер. Умре на 20 декември 1954 година во Лонг Бич во Калифорнија. 1913 година. Во Калифорнија е роден Ричард Никсон, 37-миот председател на Соединетите Американски држави и единствениот што дал оставка од таа функција. Никсон бил избран за председател во 1968 година и првиот голем предизвик му била Виетнамската војна. Откако успешно договорил прекин на огнот и ги повлекол американските војници оттаму, практично ја завршил таа војна. Во следните години ги подобрил односите со СССР и Народна република Кина. Во домашната економија вовел контрола на платите и цените и го напуштил златниот стандард. Поради тие успеси со големо мнозинство ги добил изборите и за втор мандат во 1972 година, но соочувајќи се со мощна веројатната осуда за улогата во аферата Watergate, бил принуден да даде оставка од функцијата председател на 9 август 1974 година. 1959 година. Нико Нестор стана првиот македонец кој го преплива Ла-Манш. 1969 година. Легендата на македонското женско пливање Атина Бојаджи станува првата жена која го преплива Ла-Манш за време од 13 часа и 20 минути. 1976 година. Комунистичкиот лидер Мао Цетунг почина на 82 годишна возраст. 1991 година. Таџикистан добива независност од Советскиот сојуз.